За едно општество е важно да има слика како младата популација ја перципира религијата. За таа цел е направено истражување од професорите на правниот факултет Јустинијан I во Скопје со поддршка на фондацијата Конрад Аденауер, кој открива доста висок процент на религиозност кај младите во Македонија. Токму од тие причини поканивме еден од професорите кој што беше директно вклучен во ова истражување направено пред неколку години. Велам добар ден и добре дојде за професорот Александар Спасеновски. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи и честитки до православните христијани кои овие денови го прославуваат празникот Великден. Професоре, на почетокот би сакала да ве прашам дали религијата и понатаму игра клучна улога во формирањето на моралните вредности кај младите луѓе? Па, секако дека игра клучна улога религијата во формирањето на моралните вредности на луѓето во целина, и тоа е една константа која што ги карактеризира не само нашето општество, туку би рекол сите општества, бидејќи таа е резултат на самата човекова природа. Се разбира во определени историски периоди улогата на религијата во обликувањето на моралот на луѓето и на општеството во целина варирала, некогаш таа била повеќе, некогаш помалку присутна, но она што како константа цело време се провлекува е фактот дека таа е еден од најважните елементи во обликувањето на карактерот на луѓето. Како што и вие тоа го кажавте во вашите прилози, вклучувајќи го и последниот, голем број на млади луѓе, голем број на луѓе во државата имаат изразена религиска свест и тоа го покажуваат истражувањата. Република Македонија е една од оние држави во Европа која што има највисок, би рекол, процент на религиска свест кај своите граѓани, што на некој начин представува една наша особеност. Меѓутоа, од друга страна, се разбира со разни варијации, скоро по сите европски општества, помеѓу сите граѓани, религијата има навистина важна улога во обликувањето на моралните вредности на луѓето. Разликата помеѓу државите се однесува на тоа во колкав процент официјалната, доминантната религиска доктрина учествува во обличувањето на моралните вредности на луѓето во општествата. Видовме врз основа на анализите кои што во континуитет ги правиме, дека во Република Македонија верските догми, верските учења имаат многу големо учество во обликувањето на тие морални вредности. Меѓутоа, секако, нели, религијата не е единствениот фактор кој што го обликува моралниот код на луѓето, моралните вредности на луѓето. Тука многу важна улога играат и семејствата. Начинот на кој што луѓето растат во рамките на своите интеракции со родителите, помеѓу себе во рамките на семејството, и секако, нели, тука важен фактор игра околината. Кога зборуваме за околината во светло на техничко-технолошкиот развој, можеме да заклучиме дека овие нови начини на комуникација преку социјалните медиуми, преку интернет, преку глобализираната комуникација е дел од оној трет сет, би рекол, на фактори кои што го обликуваат моралниот код на луѓето во општествата, вклучувајќи го и македонското општество. Она кое што е наша особеност е фактот дека наспроти семејството и наспроти околината, верските учења, било преку семејството, било преку јавното образование или преку околината, се доминантниот фактор кој што ја обликува верската свест на најголем дел од граѓаните во нашата држава. Кога веќе ги споменавте и модерните тикови, тука би сакала да речеме, веројатно нормално е прашањето колку религијата денес е реална потреба, а колку е формалност. Дали ние сме религиозни и традиционални само за празници? Па, одговорот на тоа прашање околу степенот на присутност на верата кај секој човек поединечно зависи од самата личност. Анализите покажуваат дека на прашањето, вклучувајќи ги оние кои што ние сме ги правеле во рамките на истражувањата поддржани од фондацијата Конрад Аденауер, упатуваат на заклучокот дека огромно мнозинство, 90-тини, повеќе од 90-тини од граѓаните се сметаат себе си за религиозни. Но анализата на религиозноста доаѓа од тоа како верските доктрини, доминантните верски учења го толкуваат таквото однесување на луѓето. Вкупно земено, луѓето можеме да ги поделиме во три групи.
оние кои што не се религиозни, и тие се околу 8% од прилика, нели, од граѓаните во нашата држава кои што себе си се сметаат за атеисти или за агностици. Другите 90 и повеќе проценти од населението себе си се сметаат за верници. Од аспект на тоа во колкава мера се верници, може да отвориме дебата. Дали се станува збор за една група на луѓе кои што себе си се сметаат за номинални, би рекол, верници или културолошки верници кои што имаат однос кон верата како резултат на наследеното однесување во рамките на нивните семејства, преку нивните родители, преку нивните баби и дедовци, или пак луѓе со високо изразена верска свест. На крајот на криштата, околу одговорот на ова прашање треба, според мене, секој индивидуално да го даде, бидејќи секој своето, нели, својот однос кон верата го гради лично. Па во таа смисла и одговорот на ова прашање, секој од граѓаните кои што се декларирале себе си како верници, треба да го дадат лично, но факт е дека врз основа на анализите кои што можеме да ги направиме, но и не мора да ги направиме следејќи ги средствата за јавно информирање, можеме да заклучиме дека нашите верски храмови, црквите и џамиите се најполни со верници за време на големите верски празници, што укажува на тоа дека сепак таа културолошка димензија во обликувањето на верската свест кај граѓаните е малку повеќе присутна од она навистина целосна, темелна посветеност која што нели велиме дека е карактеристика на оној дел од граѓаните кои што имаат високо изразена верска свест. Додека се подготвував за разговорот, се присетив на една колумна напишана веројатно пред повеќе од 10 години, ја имаше напишано владиката Пимен, и во еден од тие делови вели го објаснуваше одењето на црква, во црква на луѓето, па вели веројатно најискрени во своите молитви кон Бога се оние што во кесичето носат здравствена книжка. Бидејќи објаснуваше преку примери, доаѓаат студенти пред испит, палат свеќа, доаѓаат од разноразни побуди. И тука би ве прашала, имаме ли ние лицемерие, вера на збор, но не и во пракса? Па, видете, луѓето секојдневно ја живеат верата во поголема или во помала мера. Се разбира, предизвиците кои што ги носи денот и животот често пати влијаат, особено во тешки моменти, луѓето да се завртат кон верата, барајќи надеж и барајќи спас од проблемите со кои што се соочиле во текот на денот или во текот на животот. И оттаму рефлексија на човековата природа е во такви моменти на искушенија, на потреси, на големи предизвици, кога се соочуваат со професионални, со здравствени или со други проблеми, да се завртат и кон овие аспекти од нивниот живот, барајќи решение и позитивен исход. Па во таа смисла, ова не би го окарактеризирал повеќе нели со зборот лицемерие, туку една состојба која што е резултат на една човекова природа, во која во моменти кога личноста е исправена пред одредени предизвици, прашање на човечка природа да се заврти меѓу другото и кон религијата. Оттаму, ова не би го окарактеризирал како прашање на лицемерие, туку еден логичен, би рекол, човечки начин на однесување во моменти кога луѓето и граѓаните се соочуваат со определени предизвици. Меѓутоа, независно дали станува збор за таков профил на однесување и живење или пак состојба во која што навистина луѓето се трудат нивната вероисповед да биде дел од нивното секојдневно живење, и едната и другата група на граѓани се составен дел на едно множество наречено луѓе кои што имаат висока изразена верска свест. Сега, имаме ситуација кога ние за среќа живееме, да речеме, во една мултинационална и мултиверска држава. Дали религијата младите луѓе ја сваќаат повеќе како некаква идентитетска основа, отколку како духовна пракса? Па би рекол дека одговорот се состои од двата аспекти на вашето прашање. За еден дел од граѓаните предоминантна е таа карактеристика поврзана со
особеностите на религијата во обликувањето на националната посебност, би рекол, на конкретната личност, додека кај одреден дел од граѓаните религијата има строго верска особеност поврзана со практикувањето на конкретна вероисповед. Република Македонија е мултиконфесионално општество, граѓаните припаѓаат на различни вероисповеди и карактерот на самите вероисповеди, но и националната припадност го обликува учеството на верскиот елемент во дефинирањето на националната свест. Доколку ги анализираме мнозинството од граѓаните и вкупно во целина, гледано социолошки би рекол, религијата е навистина важен елемент кој што ја обликува посебноста на луѓето. Јас би рекол дека прашање на особеностите на самата личност во колкава мера верската доктрина кон која што припаѓа одредена личност ќе учествува во дефинирањето на неговиот карактер. Односно, да поедноставиме, што е доминантно, етничката припадност или верската припадност. Некаде верската припадност е компонента на етничката припадност, а некаде тие две категории во одредена мера се раздвоени. Но во секој случај, независно дали тие се поклопуваат или се раздвоени, прашање е на особеностите на самата личност што доминира во скала, во идентификацијската скала на луѓето. Дали се прво тие, да речеме, православни христијани, а потоа припадници на определена нација, па потоа жители на определен град, па потоа луѓе со определена професија, да речеме, или пак обратно. Прво се припадници на определена нација, па на определена вероисповед и така натаму, имајќи го предвид сите одредени карактеристики кои што го обликуваат карактерот и особеностите на таа личност. Имавме можност изминатиот викенд, благодарение на големиот празник Великден, да видиме огромно присуство на младите луѓе во црквите. Минатиот месец муслиманите го одбележа Рамазан, па и таму имавме можност да видиме голем дел од младите луѓе кои што одат на верски обред во џамија. Тука ме интересира дали ова покажува дека младите не ја напуштаат религијата, што во некоја рака е добро. Но дали полека ја редефинираат, ја преобликуваат? Па може да се каже дека врз основа на некои анализи и обсервации на однесувањето на младите луѓе, ние меѓу другото, нели, вие споменавте, работиме на универзитетите. Сме во постојана интеракција со младите луѓе и можеме да ги осетиме тие различни трендови, меѓу другото и во однос на религијата како таква. Она кое што би можел да го забележам е дека од една страна младите луѓе како резултат предоминантно на техничко-технолошкиот развој имаат потреба, меѓу другото, да се информираат за верски теми и преку средствата за комуницирање кои што им се нив иманентни, карактеристични. А тоа се социјалните мрежи, интернет и така натаму. И тоа е едниот аспект кој што треба да го земе во предвид кога ги анализираме младите. Од друга страна пак треба да ги анализираме и верските заедници. Она кое што можеме да го приметиме, анализирајќи ги верските заедници, и православната, и исламската, и католичката, и другите верски доктрини во државата, е дека се обидуваат, можеби не толку брзо колку што е развојот на техничко-технолошкиот развој во таа смисла колку што е брз, но сепак се обидуваат да се прилагодат и да им се обратат на луѓето преку каналите кои што тие ги користат. Па така, ако ги отвориме социјалните мрежи, ќе видиме денес дека нема само информации поврзани нели со лајфстајлот на познатите рок или музички звезди на младите луѓе, туку можеме да забележиме дека има присутна и одредена верска содржина, што зборува за тоа дека верските заедници се адаптираат, а од друга страна пак гледаме врз основа на интеракциите кај младите луѓе на социјалните мрежи и на големите верски празници, дека таквото присуство на верските заедници на новите канали за комуникација влијае позитивно, а како го оценуваме тоа? Преку фактот кога ќе забележиме дека на најголемиот дел од верските празници, поголем дел од населението кое што ги посетува црквите, манастирите и џамиите се токму оваа група на млади луѓе кои што ја препознале верата,
меѓу другото и заради фактот што верските заедници се присутни во нивните места и на начините на кои што тие се информираат. Постојано велиме доста ни се поделби по ваква, таква или онаква основа. Еве како за крај. Колку верските заедници можат да бидат мост, дали можат да бидат мост, се трудат ли да бидат мост за да ги изближат младите луѓе? Знаете што, според она кое што можеме да го анализираме како поведение на верските лидери, на доминантните верски заедници во нашата држава, сметам дека на вистина Република Македонија заслужува признание од аспект на односот и одговорноста која што ја манифестираат верските лидери од сите признаени доминантни верски заедници околу гајањето на меѓуверската толеранција, разбирање и култура помеѓу граѓаните од сите верски заедници. Кај нас е прашање на вообичаена пракса на секојдневие, кога за големи верски празници на една конфесија гледаме присутни поглавари, великодостојници, лидери од страна на другите верски конфесии и обратно. Тоа е една пракса, едно живење кое што е карактеристика на македонското мултиконфесионално општество. Од друга страна, пак во изминативе децении на независност, исто така би требало да се акцентира и улогата на институциите на државната власт. Тоа е Комисијата за односи со верски заедници, но и останатите институции на државна власт и луѓето кои што ги предводеле тие институции, кои што навистина посветувале големо внимание од аспект на верската толеранција, афирмирањето на заедничките вредности, на соживот и разбирање помеѓу припадниците на сите верски заедници. И тоа е една особеност за големите верски празници на сите верски доктрини во нашата држава и конечно сметам дека како резултат на тој однос на верските лидери и на политичарите низ годините на независноста на нашата држава и граѓаните развиваат една и ја гаат, ја унапредуваат таа свест дека треба да се почитува соседот, да се почитуваат неговите празници и неговите важни датуми и на тој начин сите заедно да придонесат во натамошен развој на онаа богата, би рекол, таписерија на македонското мултиконфесионално општество. Професоре, ви благодарам што одвоивте време и денес бевте дел од нашата емисија. Се надевам дека одговоривме на некои прашања кои што сте актуелни деновиве, но актуелни се и изминативе години. Секако. Секако. Ви благодарам уште еднаш,